Хакерски напад предизвика проблеми во интернет просторот во Соединетите Американски држави и при време на блокада на дел од најпознатите сервиси како Twitter, PayPal, Reddit, но и порталите на CNN, New York Times и Wall Street Journal. Цел на сајбер нападот всушност била компанијата Dyn, која на веб страниците им нуди интернет менеджмент услуги, оптимизирање на сообраќајот, имејл платформи и слично. Хакерите употребиле стотици илјади веб камери и други слични направи кои биле поврзани за компјутери претходно инфицирани со вируси, за да ги оптоварат серверите со премногу податоци. Поради ова интернет страниците кои се корисници на компанијата Dyn биле недостапни. Она што е уникатно за оваа ситуација е тоа што напаѓачите користат направи кои луѓето ги користат во своите домови на секаде во светот за да ги лансираат нападите. Овие направи се застапени во милиони и милиони домакинства, а производителите не секогаш ги заклучуваат, па затоа многу лесно напаѓачите може да ги искористат овие слабости, да ги инфицираат и кога ќе бидат подготвени ги користат преку разни додатоци, вируси или малициозни софтвери за да ги лансираат нападите кон некоја веб страна или компанија. Најтешко бил погоден источниот брег на САД, но нападот се проширил и во некои западноевропски земји. Американските власти соопштија дека во тек е истрага за инцидентот. Одделот за домашна безбедност, односно Американската владина агенција одговорна за надгледување на безбедноста, вклучително и во сајбер просторот, се координира со јавниот и приватниот сектор за да ги заштити американските интереси, ја следи ситуацијата и детално ќе ја разгледа. Во овој момент немаме информации за тоа кој би можел да биде одговорен за оваа злонамерна активност. Инцидентот се случува во момент кога во САД има интензивна дебата за сајбер сигурност, која беше покрената по хакирањето на неколку политички организации и изборни агенции. Компанијата Dyn соопшти дека нападот бил извршен од милиони интернет адреси истовремено. Ваквиот тип на напад има цел да го блокира интернет пристапот, но најчесто не се загрозени чувствителни информации.